Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: како живеат лицата со попреченост во време на пандемија, во земјава ќе се формира национална мрежа за подигнување на свеста за корупција, дел од кампањата за прогласување на Шарпланина за национален парк. Маргарита Милошевска од Гостивар е самохран родител, мајка на 16-годишната Мартина, која има церебрална парализа. За телевизија Кисименада оваа храбра жена раскажува како коронавирусот го погоди нивниот живот, кој без пандемијата е полн со проблеми и предизвици. Сторија на Љупка Антеска. Светот се бори со ковид пандемија. За оние чија животна борба почнала уште од раѓање, состојбата дополнително отежна. Коронавирусот стави клуч на врата на дневните центри за деца со посебни потреби. Внесе страф и стрес во домовите на семејствата, го искомплицира обавувањето на секојдневните обврски. Маргарита Милошевска од Гостивар е самохран родител, мајка на 16-годишната Мартина, која има церебрална парализа. Останувањето дома, неможноста за дружење, затвореноста поради вирусот, девојчето многу тешко ги поднесува, вели таа. Многу е нервозна, последните месеци е страшно нервозна, бидејќи таа беше научена да оди секој ден во дневниот центар, си имаше активности таму. Беше научена да ја носам на одмор, на море, таа многу сака пливање. Поради коронава не можевме да појдеме ни на море, еве и до Охрид да појдеме, меѓутоа таа вода е многу ладна и не одговара за неа. Циркулацијата нивна не е иста како нашата и не ја поднесува таа вода нити во базен, нити во езеро, само морска вода. Јас бев цело време со Мартина ангажирана, не можам да појдам никаде, нема кој да ми ја чува. Вака барем ми беше згрижена до 16 часот таму и можев покрај другото да појдам да платам сметки, да пазарам. Вака ја оставав сама дома, еве и сега е сама во моментов дома. И стручните лица го делат мислењето на родителите дека последиците од корона кризата за децата со попречености се огромни. Изолацијата, менувањето на навиките, оддалечувањето од другарчињата, сето тоа негативно удира врз нив. Социјализацијата за нив е многу важна. Значи, во овој период на изолација, кај нив се очекува регрес, значи застој, општ застој, посебно ќе има застој и враќање назад на непожелно однесување од нивна страна и застој во когнитивните способности. Тоа што дневните центри се затворија не можеше да значи целосно исклучување на децата од процесот на социјализација и добивање на стручна помош, смета Милошевска. Како пример додава дека можело да се организираат активности на отворено. Министерството за труд и социјална политика можеше да направи некои други мерки кои би олесниле работата и животот на овие деца. Мој предлог, не знам зошто никој не се сети на овој предлог, е од јуни месец до септември месец активностите на децата од дневните центри може да се одвиваат во овие паркови. Ние овде во Гостивар имаме два убави парка, каде што можеше, например, 2 пати или 3 пати во неделата да се одржат некои активности. Спорт, уметност, нешто да сликаат, да се истрчаат, например, тука. Маргарита и Мартина, како и другите родители и деца со посебни потреби, засега остануваат сами да се соочуваат со тешкотиите и предизвиците од пандемијата. Кога ќе бидат отворени дневните центри се уште не се знае. Од 464 тестирања изминатото деноноќие регистрирани се 37 нови случаи на коронавирус во земјава. Од нив 3 во Тетово и 2 во Гостивар. Состојбата полека се стабилизира, но мерките за заштита мора да се почитуваат, нагласуваат лекарите. Изминатото деноноќие во Тетово се потврдени 3, додека во Гостивар 2 нови случаи на заразени со коронавирус. Оздравени пациенти пак има повеќе, во Тетово 13, а во Гостивар 6. Официјалните статистики покажуваат стабилизирање на состојбата со ширењето на вирусот, кој последниот период особено беше ризична во регионот на Гостивар. Бројката на активно болни падна под 100.
На инфективното одделение во гостиварската болница моментално се згрижени 14 пациенти. За нивната здравствена состојба информира раководителот на одделението доктор Радко Наумовски. Пациентите се во средно тешка и во лесна состојба. Имаме само еден пациент на кислородна поддршка и еден пациент кој е со коморбидитети, диабетес, мелитус и Паркинсонова болест. Тој е непокретен, жена е во прашање, непокретна е и повремено е на кислородна поддршка, иначе со добра сатурација. Другите пациенти се во релативно добра состојба. Иако ширењето на заразата е смирено, лекарите нагласуваат дека вирусот се уште циркулира и граѓаните треба да ги следат мерките за заштита. Од почетокот на пандемијата во Тетовскиот регион со COVID диагностицирани се вкупно 1304 лица, додека во Гостиварскиот 856. На државно ниво оваа бројка надмина 15.800 случаи. Неделава треба да заврши поделбата на директорските фотели. Демократската партија на албанците не ја доби финансиска полиција, што беше услов за влез во владината коалиција. Повеќе од Милена Вучевска. Ќе има ли нова кавга во владината коалиција, откако ДПА остана без финансиска полиција? Барање кое партискиот лидер Мендух Тачи му го постави како услов на Зоран Заев за да прифати постизборна коалиција со СДСМ. Тачи на средбата со Заев на почетокот на август му кажал дека му треба овој ресор, оти сакал да ги истражува трансферите на пари од Тиран и Катар. Дали и колку ќе налути ДПА ова извисување, во партијата на Тачи засега молчат. Побаравме, но не добивме одговор. И за разлика од тоа што од владиниот колач многу не се офајди, албанскиот коалициски партнер БЕСА и ДПА, кои се уште не се знае како ова ќе го наплатат, СДСМ најмногу го задоволи старо новиот коалиционен партнер ДУИ. Партијата на Ахмети доби речиси се што посакуваше. 6 министерства, меѓу кои клучните – финансии, економија, дипломатија. Првиот вице-премиер Артан Груби вчера соопшти дека ќе имаат и 5 заменици министри во внатрешни работи, одбрана, здравство, правда и транспорт и врски, како и 5 државни секретари. Неделава треба да заврши и поделбата на директорските фотели. И тука ДУИ доби клучни позиции, како МЕПСО, Агенција за електронски комуникации, Фонд за здравство, државни патишта. Неофицијално веќе се зборува и за имињата. Со МЕПСО ќе раководи Мукадес Хајдари, во АЕК директор ќе биде Аријанит Џафери, шеф во Фондот за здравство Фатон Ахмети, во државни патишта Ејуп Рустеми. Бирото за јавна безбедност ќе го преземе Шефик Бајрами, додека со финансова полиција ќе раководи досегашната заменичка во финансии Шире Телези. ДУИ го добива и трудовиот инспекторат, Агенцијата за лекови и државен катастар. Директори за интегративците ќе има и во Директоратот за заштита и спасување, Бирото за метеорологија, Центарот за управување со кризи и железници. Атрактивните директорски позиции кои ги доби партијата на Ахмети ги потврди и првиот вице-премиер Артан Груби. Министерот за правда Бојан Маричич на денешната пресконференција најави промена на изборниот законник и воведување на отворени кандидатски листи, ако за тоа има и политичка волја од партиите. Мерката е дел од работниот план што ќе треба да го реализира Министерството, кое што го предводи. Ќе работам на измените на изборниот законник, со кој ќе се воведе принципот на отворени листи, отворени кандидатски листи, уште при првите наредни локални избори наредната година. Директниот избор на кандидати на локалните избори ќе значи поголема врска на избраните представници со нивните сограѓани, и таа врска нема да зависи само од политичките партии, туку ќе биде подеднакво важно директно да бидат поврзани и со своите гласачи, со своите граѓани, со оние кои што ги бираат и за кого што секој кандидат и секој јавен функционер треба да работи. Знаете дека тоа е закон кој што иако се носи со апсолутно мнозинство, добрата пракса и добрата воспоставена пракса на политички диалог обично укажува на тоа дека тој закон се носи со консензус. Знаете дека и од сегашното мнозинство и од СДСМ особено имаше определба за воспоставување на една изборна единица.
сепак ќе зависи дали тоа ќе се случи од волјата на останатите, бидејќи, како што реков, тоа е системска промена, која што треба да има консензус околу неа за да можеме да ја спроведеме. Така било и до сега, така е од сега, ние сметаме дека е тоа добра пракса. Доколку сите партии или главните, клучните партии со најмногу претеници во собранието се согласат околу оваа реформа, секако дека ќе ја вградиме. Доколку не, верувам дека можеме да постигнеме согласност на редните локални избори, значи изборите што се одржуваат наредната година во октомври, да овозможат еден степен повеќе на демократизација, а тоа е на советничките листи да се гласа да бидат практично отворени листи и да се гласа со преференцијални гласови. Тоа ќе биде еден чекор напред кон желбата и определбата која што имавме пред овие парламентарни избори за сосема отворени кандидатски листи и за една изборна единица. Во земјава ќе се формира национална мрежа за подигнување на свеста за корупција. Членови ќе бидат представници од 30 града, кои најпрво ќе бидат дел од проектот на Сдруженијето на граѓани Театар Боеми. Со цел градење на правично и демократско општество без корупција, Сдруженијето на граѓани Театар Боеми, започнувајќи денес од Тетово, спроведува проект за едукација на представници на релевантни институции во земјава и избрани младински представници. Преку форум театарот беше отворена дискусија со публиката, а на крајот беа извлечени заклучоци. Ние се занимаваме со општото, со она што е најтешко, со колективното мислење, колективниот начин на однесување и како резултат на целата оваа работа ќе формираме локален совет за развој во сите градови, вклучително и Тетово. Символично садиме по еден јавор во секој од градовите, каде што по определен начин како ќе се развива проектот, ќе се развива и ќе расте јаворот. Тоа ќе биде едно место на културата, место на развојот, ќе има две клупи и со тек на време ќе го анимираме, ќе биде еден жив начин на нашето присуство во Тетово. Проектот ќе опфати 30 града и ќе вклучува представници од секој град, од средните училишта, факултетите и од градските институции. Сите 2100 учесници ќе станат членови на националната мрежа за подигнување на свеста за корупција. Ние се занимаваме со организирање на една мрежа која се вика Развој за Хвилим, односно development, на национално ниво, која долгорочно ќе се занимава со развојот на земјата и реализирање на развојни програми, бидејќи нашата оценка и оценката на научното истражување што го правевме и се уште го правиме, покажа дека само со сеопфатен развој на земјата на сите сегменти возможно е да се надмине корупцијата. Според извештајот на Обединетите нации, 10,8% од граѓаните на возраст од 18 до 64 години биле изложени директно или преку некој член на семејството на искуство за подкуп на јавен службеник, а со директно искуство за подкуп процентот е 6,2 од тие граѓани кои имале контакт со јавната администрација и со оние кои барем еднаш плаќале мито на секои 2 месеци. Подкупот во форма на пари представува скоро половина од сите форми на мито. Министерот Спасовски најави надградба на постојниот систем со камери за безбедност во сообраќајот. Таквиот чекор ќе биде приоритет за Министерството, истакна министерот, а ќе бидат применети и на подрачјето на СВР Тетово. Мора да имаме зголемени контроли. Изготвени се сериозни планови за постапување во однос на безбедноста во сообраќајот, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во изминатите неколку дена биле санкционирани учесници во сообраќајот кои се бават со организирање на диви трки, кои како што истакна министерот ја загрозуваат безбедноста на сите останати учесници. Таква акција била спроведена и на подрачјето на СВР Тетово. Имавме една пообемна акција која што се одвиваше на територијата на Скопје, обиколница СВР Тетово, вкупно 14 мотоциклисти се стопирани, одземени им се моторите, стопирани 4 мотоциклисти кои што практично обавуваат такви трки со кои што не само што го загрозуваат сопствениот живот и здравјето, и загрозуваат живот и здравјето на граѓаните, меѓутоа и безбедноста во сообраќајот без разлика на учесниците.
Тој додаде дека ќе се реализира намерата да се поставуваат камери на патиштата. Секако дека ова е еден од посериозните проблеми. Ние веќе пристапивме кон реализација на планот за поставувањето на камерите и тоа е една од врвните приоритетни цели која што ја имам во овој мандатен период. Ние подготвивме целосна програма, проект како тоа треба да се направи во изминатиот мандат и сега како врвен приоритет ќе пристапиме кон инсталација. Камерите кои што сега обстојуваат на ниво на СВР Скопје, Куманово и Тетово не се однесуваат на камери со кои што може да се постапува во однос на сообраќајот, вели Спасовски. Тој најави надградување на постојниот систем како приоритет на Министерството, кој ќе се реализира откако ќе се завршат сите постапки во однос на набавка и слична документација. Нема прекршување на решенијата за изолација во изминатото деноноќие, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 60 лица, од кои 37 од Тетово и 23 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 10 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 185 лица од Тетово и 111 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било утврдено непочитување на истите. Вчера во 10 часот 59 годишникот Тетово пријавил дека предходниот ден околу 18 часот и 30 минути, додека со уште 3 други лица седел на тераса од угостителски објект на улица Маршал Тито во Тетово. Физички бил нападнат и удрен со стаклено шише по главата од едно лице. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 9 часот и 30 минути 56 годишникот Тетовско Вејце во СВР Тетово пријавил дека на 12 септември околу 22 часот и 30 минути пред неговиот дом физички бил нападнат од 54 годишниот сосед и од уште едно друго лице. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера пак во 15 часот и 20 минути во СВР Тетово било пријавено дека избувнал пожар над село Теново во местноста Кале, при што било опожарена сува трева и грмушки. Нема повредени, а со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот за кусо време бил целосно локализиран. Планинарска инстаграм тура вчера се организираше на Лешница, како дел од кампањата за прогласување на Шарпланина за национален парк. Во рамките на кампањата за прогласување на Шарпланина за национален парк, вчера беше организирана планинарска инстаграм тура Лешница. Околу 60 учесници учествуваа на оваа тура и ги посетија убавините на Лешница и кривошиските водопади. Целта на турата беше запознавање на вредностите на средишниот дел од Шарпланина и поддршка на процесот за прогласување на Шарпланина за заштитено подрачје. Планинарската тура до Лешница е едно од најживописните, да кажем, планинарски тури на Шара. Тя зависно од која страна се на Лешница. Конкретно вчера бевме ние од селото Позовце до Лешница и се вративме. Последнава година, посебно ова лето, е доста посетувано од страна на излетници, планинари и посетители. Едно од, реков, најживописните, затоа што доаѓаме во срцето на Шарпланина, буквално во срцето, средишниот дел на Шарпланина, кој што изобилува со една разновидност која што е повеќе пејсажна, која што ја гледаме. Тука се карпите лешнички, тука се водопадите, тука се зелените и другите шуми кои што постојат на Лешница. И идејата вчерашна беше да се запознаат со овој дел луѓето, да ја видат вредноста на Шарпланина и да видат дека навистина заслужува Шарпланина да биде прогласена за национален парк. Селото Позовце некаде на 1350 метри, се искачува максимум 1650 и потоа се спуштаме на Лешница која што е на 1450 метри. Тоа е значи по еден правец. Турата околу 7 км должина, а потоа се враќаме по еден друг пат кој што ја држи десната страна на течението на Пена. По него тој да се спуштаме, кај што има пат и тој има пократок пат кој што од Лешница директно се спушта до Пена, каде што од тука се искачуваме 100 км искачува до Позовце и со организиран превоз луѓе да се вратија назад на Котето. Фотографиите направени од убавините на овие планински предели, секој учесник можеше да ги реобјави на својот профил со хаштаг да ја заштитиме Шара.
Инаку кампањата за прогласување на Шарпланина за национален парк се спроведува од страна на Центарот за едукација и развој ЦЕД во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Програмата за животна средина на Обединетите нации. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада, затоа што следува спортски преглед со колегата Павле Симовски.